Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција го затвори предметот за набавките за изградба на 19 модуларни болници во Македонија, поради тоа што утврдиле дека нема основи за сомнение за злоупотреба на службената положба и овластување при спроведување на јавните набавки. Обвинителката Верица Бержецка на брифинг со новинарите рече дека одлуката е донесена по извршени проверки и анализи на документи од повеќе институции, вклучително и техничките спецификации, договорите, проектната документација и релевантна законска регулатива. Од собраните документи било утврдено дека од април до јуни 2020 година биле спроведени 3 постапки за обезбедување на дополнителни здравствени капацитети за справување со COVID-19 кризата. Набавките биле за монтажни контејнери кај клиниката за инфективни болести во Скопје, немедицинска опрема за регионалниот ковид центар и формирање монтажни болници за потребите на клиниката за пулмологија и алергологија. Предмет на анализа беше и постапката за набавка на модуларни монтажни контейнери во рамките на проектот за итно справување со COVID-19, финансиран со заем од Светска банка. Постапката била спроведена согласно правилата на меѓународната финансиска институција со барање понуди преку меѓународен пазар. Бирото за јавни набавки потврдило дека во ваков случај не се применуваат одредбите од Законот за јавни набавки, согласно законскиот исклучок за набавки спроведени според правила на меѓународна организација. Била анализирана и регулативата за градење на модуларните болници. Јавниот повик бил објавен на 13 октомври 2020 година, а договорот бил склучен на 30 ноември истата година. Во меѓувреме со измените на Законот за градење, објавен на 24 ноември 2020 година, модуларните градби наменети за вршење здравствена дејност биле опфатени во категоријата градби за кои не е потребно одобрение за градење. Од прибраната документација произлегува дека дел од јавните здравствени установи имале решение од Министерството за здравство за поставување на модуларни градби, како и соодветна проектна документација. Анализирани биле и документите за активностите на Светската банка по пожарот во модуларната болница во Тетово. Тие покажале дека постапката за набавка била во согласност со важечките правила на банката и дека испорачаната стока одговарала на техничките спецификации. Тетовскиот суд минатата година ги прогласи Флорин Бесими и Артан Етеми за виновни и ги осуди на по 1,5 година затвор за пожарот во модуларната болница во Тетово. Обвинението против нив е сериозно прекршување на јавната безбедност за неинсталирање противпожарни апарати. Покрај двајцата директори на болницата и самата Тетовска клиничка болница беше прогласена за виновна како правно лице, при што доби парична казна од 1 милион денари. Обвинителството утврди дека спој на кабел поради вклучен дефибрилатор било причината за пожарот. Прегревањето на кабелот предизвикало палење во приклучната кутија на продолжителниот кабел, на кој биле прикачени повеќе уреди.